When Vincent Chan Greensman come true, ting turn up. If a cartoon boy run up and violate that boy, they get chef up. Pink Turn Up, Pandemonium Radio Show број 21. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно понеделничко издание. Straight from Pandemonium HQ. Трајче се јавува од дома преку Zoom, трет пат поред. Здраво, Трајче, како си? Здраво, Дарко. Здраво, Pandemonium Radio екипо. Се надавам дека сте супер, дека се чувствувате добро. Емисија број 27. Дарко, трет пат од дома. Се надавам дека набрзо ќе се смени ситуацијава и дека ќе можеме да се вратиме во студио. Кажи ми што имаме спремно, што слушавме сега, што имаме спремно да слушаме понатак. Спремивме на интересна емисија, не премногу хајп, не премногу претенциозна, као нема да збориме дека ќе промовираме кој неколку многу добра, квалитетна must listen музика кој што беше случајот претходните два пати, али имаме многу добра селекција на музика буквално од целиот свет, од сите страни на светот, и имаме многу добра, интересна македонска сцена на крајот на емисијата стандардно. Така да, кога пишав дека пуштаме музика од целиот свет, го мислев тоа. Почнавме во Британија, Лондон се знае, многу често третираме музика од Англија, од Лондон, посебно на почетокот, бидејќи е ваква каква што е многу добра, многу квалитетна и многу смут. Ке слушаме покасно малце музика, се разбира, од Америка, имаме тука некои соработки интернационални, имаме артист од Јужна Африка кој јас и ти го слушаме, имаме два артисти од Канада, така да ќе се прошетаме низ целиот свет и после тоа се враќаме во Македонија за една поширока МК сцена. Добро вечер на сите и од мене. Фала ви што се пуштате секој понеделник со нас. Вчера постиравме 3 поста каде што си кажавме што ни лежеше на душа врска со Pandemonium Radio Show. Ретко го правиме тоа на Instagram, знаете дека поише сакаме да пишуваме за музика и овона, тоа беше малце лично, бидејќи како што кажавме прошлиот пат, многу ни значи тоа што успеавме 21 ден поред, понеделник поред, да имаме радио шоу без да пропуштиме, бидејќи за тие што не следат од почетокот знаат дека редовноста ни беше една од послабите страни. Така да ова е големо достигнување за нас и мило ни е што не слушате и се надам дека ќе продолжите да не слушате. Го правиме ова за да шириме и третираме култура која многу ја сакаме и значи се. Тоа што слушавме на почетокот, како што кажав, артисти од Британија, првата трага се викаше Games, Ray Black featuring Geeks, една многу добра соработка на Geeks со овој женски артист кој да речеме дека добива нека популарност на ниво на Британија. Втората трака се викаше Styling од артистот Sainty или Saint, не знам како се чита, ќе ми помогне Трајче тука. И третата трака беше Pink Turn Up Part 2, уште еден underrated Skyfall, се вика артистот, но на овој вториот дел на оваа трака му гостува Nax, еден артист за кој неколку пати веќе зборевме на Pandemonium Radio Show, кој некаде е во сличен лейн заедно со Loyal Corner. Трајче, што ќе ни кажеш за овие три траки? Уште навраќаме од претходната епизода кога слушавме Geeks. Многу ми се свиѓа ова нешто малце поинако, многу посмут, нешто што мене повеќе да ми легне. Втората песна Styling беше една интересна која што одма ја познав, го препознав вокалот и не ми беше јасно бидејќи не видов дека станува збор за овој артист и баш тоа ти го спомнав сега дека ја го знам Sainty. Sainty е многу добар, еден феноменален млад британски артист кој што доаѓа, ако не се лажам, од Лондон. Мене Мила ме упозна со неговата музика, така да шараут Мила. Ма никогаш, бидејќи нема некаков проект, никогаш не стигнав онака да ти го спомнам, бидејќи сите песни му се one-offs и не се поврзани за некој проект. Никогаш не стигнав онака нешто да пратам, иако Champagne Shots ми е една онака од неговите омилени песни. Ги имам веќе ставано во голем дел неговите песни во една плейлиста, така што добро ми се познати. Познат ми е неговиот вокал и сега видов дека има албум изваден Local MVP, некоја кратко EP од неколку траки, што мислам дека и ќе се наврата на него и дефинитивно ќе го преслушам. Nax исто, веќе знаеш како се осеќам за него, мислам дека е многу добар, многу квалитетен, нешто што многу потсеќа на Loyal Corner, дури и се соработници меѓу себе. Така што одлична 3 од 3 селекција за отварање на денешна епизода. Да, фала ти многу, иначе ја баш Sainty го слушав викендово сабота,
шетав куче, вајбот му е перфектен за такво нешто јако, ќе признам и пито му е многу кратко, само 4 траки. Стайлин која слушавме е прва, четврта е Champagne Shots која е негова најпозната трака и која спомна Трајче. Така да за мене прекраток, би сакал да чуем нешто повеќе, дека 4 песни по 2,5 минути, онака не ми се доволни десетина минути само за да осетам еден артист, но вајбот и енергијата многу ми се допаѓа. Остануваме во Англија, во Британија, женскиот артист Ени, кој веќе го имаме пуштено, има нов сингл, траката се вика Same Old. Ајде да ја слушнеме таа, па продолжуваме со нашата емисија. Уживајте, пишете ни у чет, добре дојдовте уште еднаш, Пандамониум радио шоу број 21 во живо. Се надам дека ви се допаѓа оваа смут селекција за старт. Како што веќе кажав, денеска идеме со така по-рандом селекција, не е нешто што не сме да се пропушти, но сметаме дека е квалитетно и така малце да смениме, бидејќи имавме супер исполнети претходни емисии. Трајче, како ти се допаѓа ова што го слушнавме до сега? Ова е одлично. Ени, ја знаеме од претходно, имаме пуштана траката со Джорџа Смит. Black Pen Girls. Феноменален женски артист. Ова е њума сега, брат, знаеш. Пресмут, Silky Smooth, онака многу добро, продукциски ефтен, добро изиграно. Елхей, или како и да се чита, ми е многу познат артист, но не знам од каде само. Ми звучи многу познато, кога да имам нешто слушнато, но не ми текнува вака, може би има некоја соработка со некој артист, па имам нешто слушнато. Искрено, јас прв пат го видов името, иначе се пишува со големи букви LHAE. Од тоа што може да видам на Википедија, доаѓа од Америка, се чита нешто како Ела, L-A, така некако. Го отворив на Spotify, на двете најслушани песни има повеќе од 20 милиони стримови. Едната е соработка со T.Y. Dolla $ign, Bang Your Line се вика, втората се вика Needs, така да најверојатно си има дечкото свој wave и чудно ми е што го немам забележено, но од друга страна не ми е толку чудно бидејќи знаеш дека не слушам премногу ваква музика. Ми се појави на релиз радарот поради тоа што Масего беше на траката. Не дека има сега обкуз некогу го слушам, али нормално во ротација на Spotify кога станува збор за chill vibe. Малце ќе го смениме вајбот, тоа беше така да речеме под наводници квалитетен спор, бумба, R&B, како и да се вика. Сега ќе сведиме малце сличен вајб, но повеќе трап стил. Тоа што следува е интернационална соработка помеѓу Deep Black Europe. Тие што не слушаат полого знаат дека јас ги сакам многу Deep Black Europe, кои доаѓаат од Лондон, имаат сличен стил на Neffy Smalls, заедно со артистот Oh-Boy, кој доаѓа од Франција, од Париз. Ова една соработка Лондон-Париз, за која двата кампа беа многу возбудени, бар така изгледаше на социјалните мрежи. Траката ми се свиѓа, вајби трака ми ја ставив на мојата вајби плейлиста, така поише ми е за на радио и за на некој микстейп од колку да ја пуштам. И после почнуваме со 3 траки, селекција од 3 гостувања на Future, кои излегува викендов. Ќе почнеме со првата, со Sid Moon на P. Diddy. Ќе ја слушнеме, па ќе позборуваме малце за Future и за овие 3 траки кои ги извади викендов. Идеме со Tonight, од Deep Black Europe и Oh-Boy. Уживајте. Moneybagg Yo featuring Future, Hard for the Next. Еден сингл на Moneybagg Yo кој излезе викендов, али мене искрено ми звучи на Future трака, всушност како и сите 3 кои ги слушнеме во ред. Трајче? Исто, брат. Не е ни тоа ни критика, мислам, не е ни лошо која ќе е веќе Future упрашање. Кој што кажа, и он го има тој Rick Ross момент, ја цело време што велам као кога ќе се стави на трака, си ја прави Future да биде трака. Првата Holding Me Down со King Combs, уште Future кога се стави, првото нешто што ми дое на уме дека Old Future is back, а тој заљубениот каде што е на под дејство на алкохол и на дроги, кај што збори за љубов најчесто. И истото продолжува и во Hard for the Next. Мислам дека и целата тематика е онака како поврзана. Мислам дека Future си го прави, може би од исто време потекнуваат овие два текста или овие две features. Ма мило ми е кога го слушам ваков Future. Мене ми е подобар каде што е на трап битови, но не е толку тврд онака како што знае да биде.
Тотално Мене тој различен. фичер ми поише од мене тој фичер највише ми одговара. Мене ми е многу интересно дека се појавија трите песни во еден ден, сите си за синглови на другите артисти, а некако Future, тоа го зборевме и за 2020, некако I Lil Baby имаше најдобри, најголеми хитови соработки и features, али Future имаше low-key многу добра година во 2020. И ова кога видов викендов на мојот релиз радар, кога првите 6-7 песни три беа features на Future, си викам човеков некако му одговара дури да е вака, да не е во спотлајтот, него постојано да си вади квалитетна музика и само да си го зациментира статусот кој што си го ужива без дискусија. Се слагам, мислам дека и нема потреба, например, на артистко фичер не му требаат повеќе проекти во една година, иако знае тој да го прави тоа, но веќе е до тој степен во неговата кариера кај што доволно е да има еден проект, еден certified албум, студио албум, значи не збориме за микстейп, додека е нешто во стилот на Dirty Sprite 2 може да е микстейп, но нема да ми фали, например, као да има 3-4 проекти од фичер годинава. Доволно ми е еден, концизен, од такви кои што знае да ги прави, и после да се појавува онака на фичерс или да се појавува на други проекти со малце поголема улога. И сепак фичер, не знам веќе колку има, 36-7 години работи и над 10 години он пренајактивен на сцената, така што не можеме, иако е он конзистентен, не можеме во целост да го очекуваме тоа дека цело време ќе ваде музика кој што вади. Точно, баш и поради тоа ја не очекувам и ми изненадува позитивно. Така да баш би сакал да слушам, никогаш не ми е доста да го слушам Future, посебно кога е In His Bag. Третата соработка на Future се најде на деби албумот на еден артист кој може би нашата публика не го слуша толку, но знам дека има голем wave и голема мејнстрим популарност во Америка и во светот. Артистот се вика 24K Golden. Деби албумот кој излезе викендов се вика Елдорадо. Иначе фановите може би го знаат под раката Коко, која е нака едно поп хитче, може би мислам дека се врти на Антена 5 ако не се лажам. Знам дека има многу views на YouTube. И исто така траката Mood со Ian Dior има некој wave онака од тие па да не кажам TikTok води, али така нека помлада поп генерација. Јас прв пат го запознав преку траката Валентино. Се сеќавам, тоа беше периодот кога пуштавме музика со Панчо во Софија, тоа значи беше 2019 есента, тоаш прв пат ја слушнав таа песна, знам дека ја пуштив таму. Мене ми се допаѓа, иако ми е на моменти многу поп. Таква и траката Mood. Mood е таа најпознатата трака, на која има и ремикс од Justin Bieber и J Balvin. Значи Mood, Коко, верувам дека може би имате слушнато нешто од него. Тој го изводи својот деби албум. Стигнав да го преслушам, препоп е за мене, ама одбрав две песни кои да му дадеме почити, малце да го спомнеме, бидејќи се појави на таа XXL Freshman листата која ти ми ја прати неколку дена, неколку дена пред излезе албумот, тоа беше после пред викендот, така нешто не се сеќавам. Јас баш ти кажав дека интересно дека е некако разновидна XXL Freshman листата оваа година, дали може би дека повеќе ја прата музиката или па некако баш тие артисти што ги имаше таму, имам слушнато нешто повеќе од нив, па ми звучеше некако природно. Но да се спои причата, пазарев во Рамстор во неделата и го слушнав, течеше B.O.B на радиото, а онаа песна на Airplanes, те текнува кога бевме ние. Значи Airplanes пред 10 години кога беше така кросовер некој на хип-хоп и на поп, и уште една работа морам да ги поврзам овие работи. Е тоа што кога отворив кога пишував текст за Wiz Khalifa за Rolling Papers, на Википедија пишува дека албумот е хип-хоп и поп-рап. Значи и си ги поврзав некако работите, дека уствари си направив паралела во глава дека 24K Golden може би го споредил, не би го споредил со Wiz Khalifa, бидејќи е повеќе поп, но би го споредил со артист како B.O.B. И кога се сеќам дека пред 10 години, знам дека и брат ми ќе се сложи со мене, верувам дека ти ќе се сложиш, го слушавме B.O.B. и ни беше кул. Иако беше малце поп-поп, ама пак беше некако алтернативен и носеше разновидност во тие моменти кога сцената се градеше, оваа сцена на новата декада и на новата генерација. Така да сакав да направиме на таква паралела.
да не го осудувам 24K Golden, туку баш да пробам да го разберам и да сватам зашто има толку views и зашто на младите им се свиѓа, сепак дечкото доаѓа од хип-хоп позадина, тоа што има мејнстрим апил и што сака да прави таква музика е супер за него. Тоа што ќе ми се допаѓа од него, ќе го ставам во сарато, ќе го имам во ротација за правите места, но мислам дека и на сцената и фали, да речеме, квалитетен поп-рап артист од најновата генерација. Се слагам, еве ја ќе се надоврзам, бидејќи го немам нешто премногу слушано овој артист, ако ќе ви излажам ако и кажам дека го знам. Сега случајно отворив и неговиот Spotify page и онака како гледам дека има 35 милиони monthly listeners. Има песни на кои што конкретно Mood која што е спомна со Индиор има 930 милиони стримс на Spotify само, што се огромни бројки, сериозни бројки со кои што многу мал број артисти да се пофалат, посебно такви некои млади. Но ќе те поправам, знам дека спомнавме за Double XL, ја проверив сега уште еднаш, тој се нема најдено, но се има најдено Иан Диор како соработник него, се има најдено на тоа претпоставувам дека бидејќи веќе има најавено албум, бидејќи за Double XL не треба да правилото е дека не треба да имаш извадено деби албум и можеби и затоа и веќе има одложено еднаш и можеби и затоа не се има појавен. Можеби беше лани, ако не. Добро, можеби ги има смешано работите, ама ете јас го ставам во тој кош. Како и да е. Да. Веќе кога сме овде, еве накратко ќе ја прочитам и Double XL листата, можеби после понатака во емисијата може и да ја прокоментираме. Листата се состои од многу млади дечки кои што во голем дел мене искрено не ми се познати или ми се познати, но имам слушнато многу малку ствари од нив. И не се некои кои што имаат проекти, микстейпови, туку се луѓе кои што имаат буквално 1, 2, 3 песни кои што имале некаков бас, биле хит. И со тоа само онака се дала уште една шанса, како уште една платформа кој Double XL за да направат фристайл, за да се спојат овде и за да покажат тоа што има. Рапериве што се најдоа на листата се Push Ice-T, Gang, твојот човек, The Kid Laroi, Morray го пуштавме, за Morray веќе го знам, The Kid Laroi го знам, иако е препоп за мене, Push Ice-T го знам од тебе. Можеби го смешав со The Kid Laroi, бидејќи ја некако ги ставам во истиот кош, тој ептен попиш, не е ни трап, него е само new wave pop, hip-hop, pop rap. New wave pop, се слагам. А потоа следува Ian Dior, сега што го зборевме, SSG Kobe, ова ми е сосема непознато, Chef G, JJ The Prince of NY, Tusi, SG, Coileroy, 42 Doug и Snap. Буквално никој од овие артисти не ми се познати онака како. Сигурен сум дека имаат една или две песни кои што биле прехит во кога ги извадиле и можеби и се уште. Снат, ако не се лажам, не знам дали беше ти ми кажа дека има песна со Дензел Кери, најверојатно таму ми е познат. Он има еден микстейп кој беше critically acclaimed есенва. Таа трака се вика Сангрија. Интересна е траката, никогаш не стигнав да го преслушам, но гледам дека е прифатен, дека има позитивни критики за него. Мислам дека ќе се допадне. Ќе се навратам на снот, ќе преслушам, но ова другово, освен Push Ice-T, освен и Morray, не знам што друго, дали воопшто имам слушнато барем една песна од овие. Што е многу ретко за мен. Да, па добро, така ти се помалку слушаш американска сцена. Мислам дека повеќе американската сцена прашање на тоа, ја гледам и што се става веќе по рап кавијар и по овие некои релиз радари што ги следам, што не се генерирани од Spotify, него од некои платформи и од некои медиуми. Онака нема допирна точка со тоа ние што го слушаме и со тоа ние што го третираме, бидејќи американската сцена оди подлабоко во тоа што го прави. Додека другиве сцени нели се многу поразновидни и нас повеќе ни се допаѓаат. Јас мислам дека повеќе ради тоа, иначе ако гледаме така, баш оваа листа е баш разновидна и некако се опфатна и мене ме потсеќа на нешто што се случуваше пред 10 години, кога сите што беа на таа фрешмен листа беа уникатни сами по себе, но ќе видиме дали ќе бидат доволно квалитетни, дали ќе бидат доволно како што треба понатаму. Инаку вака на прв поглед ми звучи сосема фер листата, но ќе почекаме да биде официјална, па ќе коментираме поише, може? Јап. Ајде да ги слушнеме двете траки кои ги спремивме од 24K Golden, значи малце попиш звук, но мене ми се допаѓа, бар ова што ги слушнеме ми се допаѓа навистина. Ајде да слушнеме, па ќе го прокоментираме после. Имаме за преслушување уште еден проект за кој ја и рече сме многу возбудени.
Тоа беше sneak peek од албумот Eldorado на 24K Golden. Ако ви се свиѓа ваков звук, проверете го целиот албум. Инаку мене оваа трака конкретно ме потсеќа некако вајбот на B.O.B. Тие што го слушаат B.O.B може ќе се сложат со мене, може би не. И другите траки кои му се популарни потсеќаат така бидејќи имаат гитара, имаат такви поп рефрени, текстовите не се ништо посебно, да речеме такви се некои поп текстови, така да таму си направи таа паралела. Трајче? Се слагам, брат, у смисла, а знаеш како, го има тој, можеби не до толку као Боб момент, бидејќи ова е сега нормално веќе малце, знаеш, она повеќе внесува трап звуци во неговата музика, но те сваќам која е споредбата бидејќи звучи поп, но ги користи тие модерните трендови што се за од продукциска гледна точка, но си има свој шмек. Не можам да го мразам, не е нешто што ја би го пуштал онака на дневна база што би вртал, не е нешто што би ми влегло мене во плейлиста искрено. Но на пример доколку кој што кажа, доколку го пуштиш некаде на warm-up, нема да ми смета. Не е нешто што онака ми е одвратно или да не можам да го слушам, едноставно лабава песна е на мене, таа е за радио и сваќам зашто ги има бројките што ги има, бидејќи сепак е онака стандардот што треба да звучи една песна во 2021 за да биде хит. Да, јас таму му гледам под наводници намената, да го ставам во старато, да ги ставам овие неколку песни што ми се допаѓаат, па време на време да ги свртам, иако младата публика вајба на тоа, да ги вртам што почесто, ако едноставно не им се допаѓа, нема ни да го пуштам, нема ништо да ми смени, да го пуштам и да не го пуштам, но не би ми сметало да го пуштам ако луѓето сакаат да го слушаат тоа, баш би било кејф да пуштам нешто што најновата генерација сака да слушне и да вајба на него. Тоа беше Eldorado проектот на 24K Golden. Се селиме на еден друг проект, одиме во Јужна Африка. Артистот A-Rees го зборевме пред 5-6 емисии, бидејќи Трајче стави неколку негови песни во Sleeper Picks рубриката. A-Rees е еден артист кој полека но сигурно, иако доаѓа од Јужна Африка, си го гради вејвот и е многу уникатен и е многу квалитетен и гледам дека има recognition, не знам дали е тоа поради некоја конекција со некој лейбл или поради едноставно квалитетот и вниманието што конечно го добива. Баш денеска видов дека ќе прави интервју со Ибро Дарден од Hot 97 и Apple Beats, што многу ми направи кејф, бидејќи иако го ајде ти прво кажи ја причата, како го откри, па после да се кажам бидејќи ти мене ми го кажа пред неколку месеци. Бе, сосема случајно онака барав на Discover Weekly, слушав некоја музика, но тоа што песната што ја слушнав, онака We Both Know Better, беше нешто онака пресмут, не знаев како да го објаснам, едноставно се заукочив и си реков чекај да видам што е ова, бидејќи слушам секој петок, онака ги преслушам во целост и релиз рейдерот и ова, и доколку ми падне нешто во одма го слушам, се навратив на него, ги преслушав ствари, баш ти кажав дека како слушни го артистов, мене ја искрено мислев дека не знаев, ти мене ми кажа дека е од Јужна Африка. И онака видов што све има, видов дека има неколку проекти, но тоест еден проект и на неколку веќе проекти гостува и баш и рековме на есијата кога го зборевме дека очекуваме да искочи некаков проект од него. Многу ми е мило дека тоа се почесто и почесто го правиме со такви артисти кои што ги дознаваме, ги дознаваме баш во правиот момент кога вадат проекти. Ја искрено сум заборел да удрам фолоу на A-Rees и не ми искочи проектот кога го има извадено. Така да good catch on that. Го немам преслушано, но тоа што ми прати се преслушав, многу ми се свиѓа. Ама знам дека ти сега моментално си поише спремен да кажеш за A-Rees, така да кажи твојата приказна. Да, јас го дознав, ти ми го прати пред неколку месеци, пред 2 месеци отприлика, неговиот проект Rees Effect од 2019 година. Го преслушав, го пуштавме тука, го споредивме тогаш на моменти со Рас, на моменти потсеќа на Дрейк. Има моменти кај што влече на кај тие некои артисти кои ни се допаѓаат. И тој проект беше супер. После 1-2 недели, првиот сингл од овој нов микстейп ми се појави на плейлиста, се вика Morning Peace. Ако не се лажам, ми го пуштивме. Може би се лажам, не знам. Знам дека го ставив на неколку мои плейлисти, сигурен сум дека го ставив на Pandemonium Community плейлистата, но не очекував да видам проект. Одеднаш во петокот ми се појави од неколку места, ми се појави на мојот релиз радар, ми се појави на неколку плейлисти кои ги следам, неколку медиуми кои ги следам, кои се
кои промовираат квалитетна музика само што ќе излезе и тоа ми беше знак дека Ирис си го добива вниманието што го заслужува. Го преслушав микстейпот во петокот вечерта и бев задоволен од тоа што го слушнав. Микстейпот се вика Today's Tragedy, Tomorrow's Memory, the mixtape. Има 13 траки. Ја би рекол дека е солиден проект, можеби не е некој проект што би го слушал постојано, но исто како и проектот на 24K Golden, имам неколку песни кои веќе ги извадив и ги распоредив по плейлисти. Ќе пуштиме да слушнеме 3 песни од ова, да слушнете и вие да ни пишете дали ви се допаѓа и како ви се допаѓа, некој дечкото има уникатен стил. На моменти за мене премногу забегува, премногу експериментира, песните не му се во правилна форма, што на моменти ми е окей, докато го слушам цел проект одеднаш малци ми смета. Нема премногу гостувања, има понеки гостувања, ваѓа локални негови соработници. Општо звукот многу ми се допаѓа. За денеска ги одбрав песните Марк 1535, нели тоа е изводок од Библијата, Residual Self-Image и Morning Peace, која беше траката која беше како сингл пред овој микстейп. Да ги слушнеме овие 3 песни, ако немаш нешто друго што да најавиш, па после ќе ги коментираме, може? Освен да кажам дека интрото е феноменално. Мене тоа прво ми го прати од новиот проект. Па тоа е. И уште ти кажав уште од самата продукција дека I'm hooked онака. Па ајде да слушнеме. Идеме со првата трака, мојата омилена трака и синглот кој исто така многу ми се допаѓа, кој се вика Morning Peace. 3 песни, слушајте, пишете ни, уживајте. Пандамониум радио шоу број 21. Идеме со Ирис. Тоа е Ирис. Ова е траката Morning Peace. Имаме добри реакции и коментари што навистина ми се допаѓа. Ирис е еден карактеристичен артист кој верувам дека на луѓето или им се свија или не им се свија. Мене ми е добар, како што можете да видите на моменти забегува. Ова беа само 3 песни, звучи како да беа 5-6, бар за мене. Имаше промена на бит, скид во сред песна и така натаму. Трече, како се сеќаш за тракиве, да дајме некој завршен збор за Ирис? Одлично, ја мислам дека стварно, ако се луѓето и сеќаваат на претходните песни што ги пуштавме од него, мислам дека ќе покажавме доста за да свата дека станува збор за еден многу сериозен артист, млад артист кој што мислам дека тек сега ќе го извади својот фул потенцијал со неговата музика. Многу ми е мило веќе чим добива такви таков респект и од Ибро и од сигурен сум дека тоа ќе привлече внимание од многу други поголеми артисти. Ќе се навратам во целост на албумот, сакам да го преслушам од From Start to Finish и можеби ќе напишам за него и текст, но се надевам дека ова ги натера луѓето да слушнат нешто повеќе од Ирис, бидејќи го заслужува тоа. Ќе го има на Pandemonium Community плейлистата и дефинитивно треба некој од нас да напише текст под радарот за него, бидејќи ова е дефиниција за Pandemonium под радарот артист. Дефиниција онака. Слава. Добро, најавени што ќе слушнеме следно. Brockhampton, Danny Brown. Траката Баскат. Следната песна што ќе ја слушнеме е новиот лид сингл од Brockhampton во колаборација со Danny Brown. Песната се вика Баскат и е првата најава, официјална најава барем, за нивниот нов албум кој што се вика 6-ти албум поред, кој што ќе се вика Roadrunner, New Light, New Machine. Албум за кој што не се знае нешто многу. Ги немаше доста време, значи има веќе се знае во голем дел колку се песните се вадени, онака има ликс, има снипетс. Знаеме дека албумот е онака 17 траки, но е all over the place. Нема ништо веќе, уште нема ништо конкурсизно. И се надевам дека ќе го добиеме во што побрз период. Не сум сигурен дали има веќе релиз дейт или не. Мислам дека е втората недела од април или така нешто. Но овде Danny Brown тоа што го прави е невозможно. Не знам дали имаш преслушано песната, но Danny Brown овде ми е ко Atrocity Exhibition онака 2012-2013 година. Многу е лут. Brockhampton се исто одлични. Овде ми се свиѓа многу Merlin, ми се свиѓа многу Kevin Abstract. Ја ги слушам, фан сум на Brockhampton оддамна. Но
ова неочекувано, оваа колаборација со Дени Браун ми е многу беше неочекувана. Исто спотот, морам да ги спомнам и сите вижуалс кои што беа. Еден од поексперименталните спотови кои што ги имам гледано во последно време, се гледа дека имаат многу време потрошено на него, има многу вижуал ефект, но има приказна во сето тоа што се случува, интересно е, сцените се многу добри. Песната е таква кој што е, чим за луѓе што не го знаат Дени Браун, доволно е да слушнат 2-3 песни за да знаат за каков артист станува збор. Еден на најкарактеристичните рап артисти воопшто, тоа го тврдам. И интересно е дека артист кој што својата кариера има започнато во раните 2010-ти, онака во 2009-2010, може да направи соработка со артисти кои што се појавија релативно во последните 4-5 години и да има таква енергија помеѓу себе и така да се најдат на една иста трака. Брат, Дени Браун е one of a kind, така да за него ништо не ми е чудно. Тоа е тоа, мислам дека немам нешто, не би повеќе зборел, не би должел повеќе за луѓе што ги сакаат Брокхемптон, за луѓе што го сакаат Дени Браун. Мислам дека ова одлична песна, онака да се преслуша и да биде константно во ротација. Хајде да слушнеме Брокхемптон, Дени Браун, Баскат. Идеме. Ова е CJ Fly. Така да се вика Off My Chest. Искрено на мене CJ Fly повеќе ми се топаѓа кога е на по-смут и по-reggae inspired битови, али ова не ми е лошо, ќе треба уште неколку пати да го слушнам. Трајче? Ова буквално искочи прееска, брат. Ова го ставив на плейлистата за денес, бидејќи го слушнав и ми фати уво самото име од песната си го кажува своето Off My Chest. Песната е таква експресивна, каде што CJ Fly кажува многу работи, ги искажува своите фрустрации, ги искажува своите притисоци што ги има и можам да го разберам бидејќи ги пратам проера, ги памтам и ги пратам многу одамна. За луѓе што не знаат, CJ Fly е близок соработник и е дел од проера колективот на Joey Badass, од Beast Coast колективот и од таму и доаѓа целиот тој прешер што го чувствувам, бидејќи освен Joey Badass таму нема некоја голема мега звезда, сите други се малце помали и буквално на еден момент, бидејќи немаат толку многу заедничка соработка, имаат на своји песни, но немаат на пример компилациони албум или нешто такво. Последниот проер албум беше 2014 година и овде секогаш има, знаеш, една мала компетиција помеѓу нив, надпревар за кој ќе исплива, бидејќи Joey Badass веќе некако се отцепи, иако е со нив, но тој си е сепак во свој посебен дел, си има посебна машинерија позади него која што работи. И CJ Fly некако е оставен сам на себе да работи, да се снаоѓа, да креира музика. Иако е под импринтот на проера и овде тоа го збори, кажува дека ќе има дете, кажува дека збори за многу работи, збори за, бидејќи знаеме сега дека Ник Кошан извади албум, вадат и CJ Lewis, сите други артисти од проера вадат заедно музика во овој период и затоа и гладен, затоа го збори ова, бидејќи сака да се покаже. И кој што кажа, мене ми е добар артист, карактеристичен ми е бидејќи го има и тој патуа момент каде што и неговите Jamaican Roots, каде што извади цел таков албум. Го зборевме албумот, дури тебе ти еден од подобрите албуми такви со тој бум-бап звук кој што ги имаш слушнато, барем тоа така кажа. И мислам дека overall мене ми се свиѓа CJ Fly, има многу добри моменти, уште од 2015-2016, онака го памтам дека е многу гладен, дека работи на себе. И секој проект во проект неговата музика се ми е подобра и подобра. Јас бидам искрен, јас мислам дека прв пат го слушнав на Beast Coast албумот кој излезе таму во 2018, ако не се лажам, или 2019. Кога почна 2020 го слушнав Rude Boy албумот, кога почна карантиното, тоа натаму го следам. Ми се допаѓа, но повеќе ми се допаѓа кога е на по-reggae inspired битови, али ова е добро и многу добро ти ја раскажа приказната, па кога ќе слушам втор пат песна, вака имам перспектива како да ја сватам. Со тоа завршивме со музика од глобалната сцена. Ви должам за следната емисија 2 траки од Канада, кои ги имав спремно, но малце претеравме со време и сакаме да се посветиме на македонската сцена, така да се го свртевме светот кој што го свртевме
се селиме во Македонија. Во Македонија тоа што јас можам да видам од новиве траки, бумбапот е многу поактивен него трапот. Раперите дали така се погоди периодов или постојано е така, не знам, но некако имаме многу повеќе бумбап за слушање и old school и new school бумбап, морам да напоменам. Имаме неколку трап траки на крај, така да имаме едно десетина, максимум десетина, не знам колку се точно, траки за кои сакаме да ги презентираме пред се. Добронамерно да ги коментираме, да даеме некој совет за артистите и да даеме наша перспектива на стварите што како би можело да биде подобро. Ќе почнеме со еден артист за кој верувам дека не ни треба многу да се нема ние многу што да му кажуваме на него, бидејќи он е легенда in his own right. Тој е LD Pistolero, кој го извади својот проект заедно со DJ Goce. Микстейпот се вика Bootlegs Chronicles, продукција на DJ Goce, версови на LD Pistolero. Ќе послушнеме две траки од него, инаку има вкупно 12. Ќе слушнеме две траки, па ќе се пуштиме повторно во живо да ги прокоментираме малце и да збориме општо за овој проект. Почнуваме со МК Сцена, Пандамониум Радио Шоу број 27, ова е LD Pistolero, DJ Goce, DJ Чваре, Интимен однос. Млегијата никогаш како сега. Ова е LD Pistolero, featuring Groning, продукција на DJ Goce, трага да се вика Никогаш како сега. Никогаш ништо заради реда. Од заедничкиот микстейп на LD Pistolero и DJ Goce насловен Bootlegs Chronicles, кој излезе пред неколку недели. Рече се слушаме? Јап, тука сме. Добро, тоа беше најавата, тоа беше sneak peek од овој проект, инаку проектот има 12 траки, трае само 27 минути. Има еден момент што го спомнавме со Трече кога слушавме Quote of the Friend, Lyrics to Go To. Мене ми се допаѓа концептот на пократки песни, би рекол дека од 12 дали има 3 или 4 комплетни песни со верс, рефрен, интро, аутро, како и да е. Другите се повеќе само еден верс, скречови на почеток, на крај и тоа е тоа, што може и повеќе би ми се допаѓало кога некој помлад артист кој има онака останати текстови, а не знае како да ги спроведе, би го направил, но не ми смета и LD Pistolero. Иако кажам дека од 12 траки дали 3 или 4 онака имаат тематика позрени, в другите се оние класични раперски муавети. Јас сум подобар MC од тебе, како што можете да слушнете на првата трака што ја пуштив, но има неколку траки кои се многу интересни. Оваа никогаш како сега ми остана во глава. Трајче спомна траката You, за која зборува за некои полични ствари. Ќе оставиме вие да преслушате повеќе доколку ви интересира. Трајче како се сеќаш за овие траки што ги слушнавме и општо за проектов на LD Pistolero и DJ Goce? Па во голем дел ќе се согласам со тебе, но имам некои други коментари во врска со ова. Знаеш како, на ваков проект би очекувал после албум. Во смисла, сите throwaways што останале од албумот, да ги направам и да ги склопам во уште еден проект, за тоа све што не влегло или што можело да влезе во албум, но не го направило, но не завршило во финалниот кат. За човек за артист ко Pistolero, бидејќи го знаеме сите онака, не се шалам кога ќе кажам дека е легенда во македонскиот хип-хоп. Стварно си имаат зациментирано ко такви они легија. Мене ми е многу чудно да ова го има тој моментум кој што го има, бидејќи буквално се, барем ја ги чувствувам така како throwaways траки. Има некои што ми се свиѓаат, конкретно, на пример, You, каде што збори многу повеќе онака интроспективно и тоа го сакам и тоа они го прават добро. Но тие веќе излитени раперски муабети, јас сум подобар од тебе, јас сум најдобриот овде. Во ред ја го сваќам тоа, тој таа страна на хип-хопот, нормално е тоа, но мислам дека е најконзистентната тема која што се случи, која што се деша и најконзистентната ствар која што се збори низ целите вакви проекти. И мислам дека да, ми се свиѓа, но кој што кажам, многу голем дел песниве се неструктурирани, се free verses, каде што само битот е пуштен на луп и LD Pistolero си прави тоа што си прави. Факт е дека е еден од подобрите рапери во Македонија, не можам да кажам не. Стварно ми се свиѓа, иако не секогаш знам да пуштам LD Pistolero, но кога ќе дојде на пример да пуштам нешто, не го мразам, едноставно има некои работи кои што не можам од многу артисти да слушам,
И на пример тоа и во голем дел е за легијата искрено, не дека имам нешто против, но многу мал дел од артистите што се од легија можам да ги слушам вака, кој што можам Pistol P, и од тој аспект сакам прво да слушнам еден концизен албум, голем без разлика дали ќе е само со DJ Гоце продукција. Ако искрено мене ме прашуваш, ја би рекол да малце да погледнат пошироко од продукцијска гледна точка и можеби да се поврзат и со други помлади артисти, со други помлади продуценти. Да не биде во целост Гоце продукција, за бидејќи сакам да ги слушнам онака, сакам да го слушнам Melody Pistol P на нови ствари, на нешто малце поинаку, не велам на трап битови, да не се сватиме. Но има моменти каде што на пример Курчо е продуцент и Курчо знае да продуцира многу добра музика. Зашо да нема соработки со некои помлади артисти кои што се од таа по алтернативната и по нивната страна, но знаат некогаш да гравитираат и во ова ново. Тоа би сакал да го видам во иднина, сакам поголема соработка. Сакам да има поголема соработка, бидејќи искрено верувам дека легијата малце се затворени во својот сопствен круг кога се збори за соработки чисто вака во поголемата слика на хип-хоп музика. Ја мислам дека тоа е традиционално и тоа нема шанси да се смени сега. Легијата се такви какви што се и баш мислам дека и они си стојат тоа што го прават најдобро, тоа го реплицираат и тоа го прават бидејќи имаат изградено таква фанбаза што секогаш е гладна и жедна да слушне вакво нешто, без разлика дали се leftovers текстови, дали се имаат своја публика која ги следи, на која им е окей да го слушаат тоа што го слушаат, така да ја искрено добро, можеби порано сакав, ама сфатив дека нема шанси тоа да се случи, така да не ни очекувам. Ова не е нешто што јас би го слушал секојдневно, но мора да се даде респект за тоа што го прават и статусот кој што го имаат. Тоа што јас би сменил, да речеме, на некој начин да го направам подобро, кога веќе беше ваков концепт, би го направил повеќе као да бидат песните споени меѓу себе со диџејски прелази, со такво нешто. Дури би направил некој лайв перформанс како сите овие песни заедно, бидејќи многу кратко 27 минути, или од другата страна наместо тоа би направил само наместо да има 12 траки од кои 5-6 се траки целосни, 5-6 се само leftovers, би направил EP со само тие 5 траки кои се да речеме тие значајните, тие добрите, тие комплетните, така можеби ќе имаше многу по ударен момент, но они се знаат најдобро. Верувам дека луѓето што ги слушаат им се допаѓа, гледам дека реакциите се окей. Овие две траки кои ги пуштив мене ми се најдобри. Тоа е тоа, не знам. Па, мислам дека тоа кој што кажав, знаеш, факт е дека овде легијата има некаков статут на кога се работи за хип-хоп музика и буквално и нивните фанови онака, и мислам дека дури ќе реагираат многу лошо ако направат нешто контра на тоа што традиционално и го прават. И мислам дека и затоа не ни пробуваат нешто премногу да експериментираат, сите си имаат свој лейн, сите се некако сопствени на и она сонично по различни, бидејќи Страйк еден, LD Pistol P сите си имаат свој стил дефинитивно. Сите си имаат свој стил, некако се спојуваат сите заедно, тоа мене ми се свија тој момент, многу ми се допаѓа. Но да, убаво би било на пример некогаш да се слушне некоја соработка со млади. Пак ќе кажам, знаеш зошто? Пошто не мора да е на некое официјално не мора да е на некое официјално издание. Туку едноставно на пример као некаде Гоце на пример сега што продуцира за помлади артисти. Нешто во тој домен онака чисто и они да се пробаат до кај се со младина. Добро, имаше соработката, баш конкретно на овој проект има соработката со Алфа, која да речеме дека од помладата генерација, можеби од малце помладата генерација. Да. Ама и он гравитира, он влече кон таа генерација, он е дел од таа сцена, не е дел од некоја друга сцена. И плюс на таа трака, мене искрено таа трака може најмалце ми се свија, бидејќи ми е премногу агресивна и да, има потенцијал за сингл и верувам дека на луѓето им се свија, но едноставно не е за мене, бидејќи е преагресивна и пак нема некоја поента и некоја содржина, пак е сингл онака. Ако траперите зборат за колите што ги имаат или што ги немаат или за некои такви безврска теми и раперите зборат раперски муавети, јас сум подобар од тебе, ја не сум подобар од тебе, пак тоа е материјалот, не е дека е нешто кој знае колку длабоко и колку е нешто кажано, освен на тие неколку 3-4 песни кои навистина има кажано доста ствари.
една забелешка би само рекол, можеби некогаш во иднина ќе треба и да разговараме онака само за Алф. Многу интересен, не знам зошто но мене ми е многу интересен лик. И онака знам чат-пат да слушнам нешто и ми е интересно дека го прави и ова и тоа, и ако сум искрен, и двете ствари ги прави добро. Наискрено. Еден од ретките рапери што го прави тоа. Ке збориме. Од двете страни. Ке збориме во везна. Да продолжиме понатаму со МК-сцената, завршивме со Олди Пистолеро. Јоп, што е следно? Идеме со новата трака на Максимус Вандал, артист кој го пуштаме трет пат веќе во Пандамониум радио, комуницираме постојано преку Инстаграм. Ајде да слушнеме траката, се вика Дај ми луп, па ќе влеземе да искоментираме. Идеме. Дај ми луп, да фрлам рими како никој друг. Ова е Максимус Вандал. Најновата трака се вика Дај ми луп. Мене лично киковиве многу ми се свијат, бидејќи слушам на слушалки, многу добро ги осеќам. Трајче, не знам ти како слушаш? Исто, ја преска ја слушнав. Баш јас борев со него кога не пиша на каналот. Ја слушнав на слушалки целата песна. Се слагам онака, многу ми се свиѓа, но колку и да ми се свиѓаат киковите онака, морам да го искоментирам битот и ова и пак ќе се надобра за мене, Елди Пистол пи онака. Ова ми е онака, знаеш како, ова ми е како фристайл. Ова не ми е песна. Ова ми е фристайл, каде што Максимус има онака што да си каже, го пушта битот на луп, толку брат, тоа е. Нема друго, само се збори едното истото, нема некоја структура, песната не е некоја структурирана онака, и е поише баш тоа, фристайл, free verse, кај што си кажува таа само тоа што има. И не дека тоа е лошо, но ја искрено не би го нарекол песна. Знаеш што е, јас истото го приметив за битот, некако не се развива никаде, не оди горе доле, него само тоа, ама траката стига Дај ми луп, па така да ја таки го гледам, можеби намерно е направено така, само како луп многу едноставно да се стои, имаше само неколку прелази. Мене лично темата ми се свиѓа, за разлика од некои други траки кои ги слушнеме денес, кажува добри работи, значајни работи, и би сакал да слушам што повеќе кога веќе е бумбап. Ако више слушам бумбап, би сакал да слушнам порака, би сакал да слушнам некоја интересна тематика, да не биде раперски муабет. Мислам дека тука не е раперски муабет, тука е тематиката добра. Единствена замерка ми е тоа, слично како тебе, нема некако структура на песна, не оди, рефренот не е никако одделен, нема прелази, аранжманот или како и да се вика тоа, мислам дека можело да се направи многу подобро, но од друга страна треба да се вика Дај ми луп, што мислам и дека одговара со самата песна. Така да мене ми е солидно, овој го очекувам од Максимус Вандал, го знаеме стилот, го коментиравме два пати и со него да си пишувавме, он сака да звучи вака, сака да звучи по-рап, сака да звучи малце по дип, како да кажам, по вистински рап, и мислам дека успева во тоа. Апсолутно, се слагам. И се додека го прави тоа што сака, не може никој да му го земе тоа. Нормално нема да се сложиме со секоја негова песна, со сите работи што ќе ги кажува, но во голем дел тоа што се збори, тоа што го прави, мене ми се свиѓа. Се држи до своето на крајот на денот. Идеме со една трака која ни ја прати Драги, ЕБСФ, трака да се вика за Генгес. Ајде да слушнеме, да коментираме, ова е МК-сцена на Пандамониум радио шоу број 21. Break it down. 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 Ова е ЕБСФ, трага да се вика за Генгес. Го гледав и спотот искрено ми се свиѓа. Модерен, супер, одлични кадри, добра енергијата, мислам дека спотот баш добро ја опишува енергијата на траката. Трајче, што мислиш за тракава? Ова е партале, брат. Го слушнав Драги која не го прати. Имам слушнато тој за ЕБСФ, бидејќи, ако не се лажам, кога пуштавме тогаш за центар јадро, го пуштивме и 500 ок, као и да се вика тоа 500 окей. И мислам дека они се блиски соработници заедно со Loopmaster, ако не се лажам, тој е продуцентот. ЕБСФ конкретно не знам дали се дуо, но знам дека се и графити артисти, продуцираат фанк рап, бумбап рап, кој што звучи многу свежо.
Иако потсеќа на едно постаро време, некако ми звучи свежо тоа што го зборат, звучи свежо. Дечки кои што се занимаваат онака со мислам дека имаат добра екипа околу себе кој станува збори за вижуалс и за се друго. Бидејќи од микс до мастер до видеото до продукцијата се е од нив, што е многу добро и многу ретко онака за Македонија, посебно за ваква музика кој што е бум-бап музиката. Така што само сакам да слушам нови ствари. Не ги знам лично кои се дечки, мислам дека се дуо, кој што реков, Вутар и Майк, не знам. Но ќе истражиме понатака, сакам да видам, сакам да слушам повеќе ствари и од 500, сакам да слушам повеќе ствари од Loopmaster, знам дека соработуваат заедно. Има некои чудни Инстаграм пејџови онака кои што они заедно постираат ствари. Сега извадија пред некое време соработка и со Лас Вегас. Така да ова е одлично, многу ми се свиѓа, звучи свежо и сакам да слушам повеќе ствари, брато. Ја ќе бидам искрен, мене не ми даje таков вау впечаток. Солиден рап сингл, сето е окей, ама некако, како што кажав и пред малце, не ја гледам поентата, ако за трапериве збориме дека според едни исти работи, рапериве пак имаат премногу раперски муавети во нив, што не е лошо, ама сакам да кажам дека ако треба да ги имам истиот критериум кога збориме, ако збориме за траперите дека сакаме малце поише содржина, би сакал да има малце поише содржина и од бумбаперите кои би требало да ни понудат и поише содржина, како и таа нели според стилот и според се. Така да мене ова како сингл ми е да речеме дека ми е добро, иако не би го слушал, едноставно не е музиката што ја слушам, али не е ни направено мене да ми се свига. Но повеќе би сакал кога веќе пуштаме музика на радио, кога више коментираме и кога веќе би слушал бум-бап, би сакал да слушам музика што нешто ќе ми каже, бидејќи од тој рап очекувам малце повеќе такво нешто, додека другиот рап или како и да е, го слушам повеќе за забава, да ми звучи пријатно и да ме забавува и да ме олабавува. Така да немам ништо против песната, што би рекол ти не можам да ја мразам и нема да ја мразам. Big up за дечките, ми се свиѓа и спотот, али понатаму би сакал да слушам бар ја нешто друго. Можеби All the Scene in Their Bag, можеби им одговара тоа и само нека продолжат да го прават ако им одговара. Тоа е тоа. Да, и мислам дека имаат поддршката, мислам дека имаат луѓе околу нив за да експериментираат поише со звуци и со продукција, така да сигурен сум дека во иднина ќе добиеме нешто малце поразлично. Поише ми е за конкретно за ова ми е поише содржината отколку експериментирањето со звуци. Мене лично. Бидејќи кога би пуштил да слушам такво нешто, би сакал да слушам нешто малце подлабоко, под наводници подлабоко, бар да има некоја поента како траката Дај ми луп на Максимус Вандал која слушнавме пред малце. Еве го се стари Максимус Вандал во чат. Шараут за Вандалот. Идеме следно. Следната трака која што имаме е исто Ни апарати Драги, но овој пат е негова продукција, така да шараут Драги. Песната е од Gambit, се вика Отвор, каде во продукција кој што реков на Драги и скречови од DJ Nesty, што ми е многу мило што го гледам тоа, бидејќи цело време го замарам Nesty дека треба да почне да го прави тоа, го следам на Инстаграм, пратам што прави целиот карантирано, што уште од кога почна ситуација, уште од лани е онака посветен многу на ова, работи цело време на рутини, го уште толку совршува својот скил и многу ми е мило што вака го гледам као featuring DJ Nesty. Песната е пак тој бум-бап звук. Gambit е млад, кој што ни кажа Драги, Gambit е млад дечко, 16 години има, кој што сака да работи на музика и мислам дека ова е, не знам дали е моја прва трака, не знам дали има повеќе работи позади него, но ова е одлично, онака за мене е барем одличен first step за ко за мене ко за слушач од таа страна. Многу интересно бидејќи продукцијата на Драги, кој што рековме, онака камелеонска, може да прави било каков звук и не се чудете онака која ќе е нешто традиционално да искача од кујната на Драги. Дарко? Ајде да слушаме, пак искоментирам покасно. Може? Nesty. Big up до DJ Nesty за овие скречови. Big up за Драги за инструменталот и аранжманот и Gambit за траката. Ќе ги давам ја моите 5 центи тука. Можам да кажам дека, например, тракава
повеќе би ја слушал него траката на EBSF, бидејќи некако ми е по-смут, поубаво ме вози едноставно. Бидејќи Максимус Вандал се пушти најверојатно малце покасно, не ја слушаше кога збориме, ми се допаѓа како е аранжирана и направена комплетна оваа песна на Gambit, најверојатно Драги го направил тоа, Big Up to Драги уште еднаш. Има концепт, има почеток до крај некоја форма, има прелази, одлично се уфрлени семпловите, на право место се ставени скречовите, тоа верувам дека се е масло на Драги. DJ Nesty направил одлична работа, тоа што било побарано од него го дал својот шмек, ми се допаѓа. Многу е чудно дека пак се враќаат него сите песни што ги слушнавме до сега има скречови ранив. Big up до сите диџеи што скречаат, јас сум мери скречал и не скречам, како што веќе добро знаете. Интересно ми е, не знам како може, онака пак сваќам дека на македонскава сцена дали така се гаѓа последниот период или некако boom bap артистиве или real rap артистите како сакате се некако поактивни, што е добро или лошо, не знам, но тоа е факт. Имаме повеќе таква музика. Трајче? Па исто добро, ти кажав уште на почеток, мене ова ми се свија, се радувам дека го гледам DJ Nesty овде, пошто знам што прави, знам колку се труди за да го прави ова. И шараут за Драги за целата идеја за да ги спои онака, да направи таков спој од еден млад артист, еден познат DJ онака кој што е најчесто познат по своите настапи во клубови како твој колега и сега се го гледаш овде како прави партали на трака, со пречисти скречови. И ја бев искрено изненаден од Nesty. И Драги ко ветеран продуцент кој што буквално е музички камелеон и може да реплицира било каков стил и да продуцира на највисоко ниво во било кој води. Ми се свиѓа многу, кој што кажа, структурирана е добро, иако потрадиционално скречовите си го прават своето, прелазите го прават своето. И тоа е, само се надавам дека Gambit ќе продолжи со ваква сериозна музика, би рекол, и кога ќе кажам сериозна, мислам на пристапот кон креирањето на музика, не начин, не тоа што се збори внатре или продукцијата, туку едноставно како е креирана музика. Океј, fair enough, тоа е тоа. Тоа беше Gambit. Проверете ги сите овие траки. Ќе направиме на плейлиста, тоа зборевме со Трајче обавезно и на Spotify, но пред се на YouTube, бидејќи наши артисти траките си ги ставаат најчесто на YouTube и не ги ставаат на Spotify. Ќе направиме на плейлиста МК сцена, која ќе се вика, каде што ќе ставаме свежа македонска музика, како што ќе излезе, тоа што ќе ни пратите ќе оставаме таму и од време на време ќе пуштаме нели на нашата емисија кога ќе се соберат повеќе песни. Денес ќе имаме разновидна МК сцена. Имам уште една да речеме по традиционално по boom bap, да речеме така, како може да се подели музикава. Ја не би го рекол ова boom bap. Како би го класифицирал ова? Мене не ми е. Како би го класифицирал? Мене ова ми е рап. И тука завршува, ова мене ми е рап. Не можам да го класифицирам ко boom bap. Некако многу е повеќе од тоа и ми е само рап. Добро, фер. А траката се вика Казна, Пики Вујса од поширокиот тим на Доуп куќата. Има и спот, уникатен спот, тематиката ќе ја слушнете сега. Ајде да слушнеме па ќе прокоментираме. Идеме со Казна. Пики Вујса, Казна. Зирнете ги спотот. Трајче? Од кај да почнам, брат? Знаеш зашто сега ќе ти кажам зошто реков дека ова е само рап, бидејќи има као една прогресија која што тракава за перспектива да добијате луѓево, станува збор за трака од 2 минути и 22 секунди. И овде има една целосна прогресија каде што еден change се дешава на средина од делот на Пики и другиот change е во која се префрла кон Вујса, онака има 4 промени кои што целосно и прогресија, онака тие се слеани еден во друг. Не се нагли, не се бит ченџови, туку едноставно музиката прогресира. Семпловите се толку онака монументални, би рекол, кои што дури на моменти преовладуваат со текстот и се мешаат, но мене тоа ми е добро и мислам дека тоа е артистичка одлука на Лука, бидејќи тој си има погрижано за микс и мастерот на оваа песна. Текстовите се такви кои што се Вујси и Пики го прават ова, малце се покомплексни. Ова е од песна од нивниот албум, сега што ќе искачат Детска соба. Веќе има неколку работи извадено од неа. Мислам дека, знаеш како, ретки моменти се, ретки артисти се кои што прават вака
на ниво, каде што имаат многу сериозни референции, кои што имаат многу сложени референции, кои што онака се спомнува Фауст, се спомнуваат, имаат религиозни референции и малце е подлабоко неколи секојдневната музика која што се вади. И затоа мене многу ми се свиѓа дека е малце поспецифично неколи тоа што го добиваме секој ден. Да, тоа го каже истото и Облак во сукња, Big Up и до неа, што каже дека за промена е супер одмор од културата на флексање. Се слагам дека е супер за промена. Мене лично ми е too much да го процесирам од прва, од втора или од трета. Мене ми е од трет пат да ја слушам песната и не знам дали ќе ми се допадне понатаму, но се слагам со тоа што кажуваш и мислам дека е добра песна и Big Up за нив. Знаеме дека они си имаат специфичен стил и се многу квалитетни во тоа што го прават и верувам дека музикава која варат на вакво ниво, мислам дека ќе си стигне до правител луѓе кои би ја слушале. Се разбира, тоа нема шанси ваква музика да има огромни бројки, но за ваквата музика тоа не е ни битно. Битно е да допре до правител луѓе и најверојатно е најбитно и за нив они да се искажат на начинот на кој што сакаат да се искажат. Тоа е најбитно. Се слагам и морам да го поздравам Лука за битов. Лудило е еден од во последно време еден од номинираните битови што ги имам слушнато, воопшто без разлика дали е тоа македонска песна или не. Битот овде ми е лудило, не е возможно колку ствари се дешаваат во колку е густо, колку е денс, бидејќи во 2 минути, во нецели 2,5 минути се дешаваат многу работи. А и спотот многу добро го надополнува и наративот на целата песна. Одлично, зрнете го и спотот, ова беа Пики и Вујса, траката се вика Казна. Они се дел од поширокиот тим на Доуп куќата. Тука завршуваме со тој, ајде да речеме, real rap дел. Слушавме LD Pistolero, слушавме Максимус Вандал, ЕБСФ, Гамбит, Пики и Вујса. Одлична селекција, следуваат 2-3 траки кои се малце поразлични, не малце, доста поразличен стил, но пак се дел од македонската сцена, иако две од нив се и на англиски. Ајде да почнеме со ред. Ќе слушаме траката која мислам дека предизвика онака најинтересни реакции кај трап публиката која не следи и дури мене, ќе кажам искрено, најмногу ми се допаѓа, иако имам и за неа некои измешани чувства. Ќе слушаме траката на Леопард која се вика Molto Bene. Една трака која има многу интересен спот, вреди да го погледнете, еден од подобрите македонски спотови од оваа година. Баш е стилот, баш одговара на стилот на песната, инаку песнава е лабав трап или како и да сакате да го наречете. Easy listen е бар за луѓе што слушаат таква музика, мелодична. Ајде да ја слушнеме па да ја коментираме. Трајче, може? Идеме. Иначе дечкото доаѓа од Куманово, така да има и кумановски сленг, да очекувате да не бидете изненадени. Идеме со Леопард, Molto Bene. Месечина ти се причини, ей, или ти си чин, ти чисти, не е битно, битно е чива снел, ей, не ли е фластер, е, образ ми бели, гледай. Тоа беше Леопард, Molto Bene, доста поразлично од се што слушавме претходно. Трајче ќе те оставам ти да почнеш, бидејќи така некако за сите траки до сега правевме, па иска се надоврзам на тебе. Ако не беше текстот, знаеш вака, ова е само уште толку повеќе него ли првиот пат кога го слушнав синката, бра. Тоест поточно Кицо Праската кога го слушнав, кога рапуваше на битолски сленг, имав проблеми да го сваќам што збори. Имав сериозно проблеми, онака ми беше предизвик да сватам што збори. Ова мислам дека е уште толку поише со Леопард, мислам дека и тоа Кумановскиот го прави. И сега сваќам дека Кумановскиот го има истиот тој момент кој што го има и битолскиот, каде што може да биде многу слеан, може да биде многу по она смут за разлика од скопски или некој источнијачки дијалект и ми се свиѓа. Имам неколку забелешки пред се спотот, тоа е предобар спот, прекреативен е, многу е интересен, многу интересни visuals. Big up за спотот. Но од друга страна, да, big up за, мислам дека дечкото се вика Матеј Костовски, не го знам кој е, можеби и Леопард, појма немам искрено, но како и да е, спотот е феноменален. Сакам да гледам повеќе спотови такви на македонската сцена. Општо песната ми е премелодична, онака ми е кечи ми е, добар ми е самиот рефрен, но во поголемиот дел од песнава, како 70% ствари, се мачам и да ги сватам што збори и стварно ми требаше текстот за да видам за што се збори. Но на крајот на денот онака ми е можеби малце too much bubblegum. Како и да се нарече тоа, не дека тоа е лоша критика, но
така се чувствувам, мене малце ми е пред детски, но немам како едно окей ми е. Ова ми е добро. Да, се слагам со тебе во потполност дури. Ќе почнем од спотот и јас, спотот е екстра big up за него, ја само предложа да правите такви уникатни спотови што ги нема на македонската сцена или ги има некако само слични. Мислам дека има големо влијание, мислам дека доаѓа дечкото од трап сцената и мислам дека има големо влијание и од светските артисти и од тука од македонските како синката, како праската, сигурно има, претпоставувам. Мене ми се свиѓа општо, не ми се свиѓа тоа што не ми се свиѓа кај многу вакви трап артисти од светот, е тоа што на пример нема аранжманот, нема структура самата песна. Мелодијата е супер, но дали таа мелодија ќе може да се реплицира понатаму во следните траки. Тоа е малце проблем со вакви траки што ете не можеме ни да знаеме што може да очекуваме понатаму, бидејќи многу е тешко да фатиш ваква кетчи мелодија и да ја пробуваш да ја го реплицираш вајбот, дека вајбот на траката ми е супер. Како вајб, ако ми свири позадина, мене ми е супер. Кога би ја слушнал прв пат во диско или на интернет или кај би бил изненаден. Така и бев изненаден кога ја слушнав прв пат. Но ако збориме сега малце подлабоко што е следно, мислам дека ќе биде малце потешко да се реплицира и да се достигне ова. Тоа ми е едната замерка, втората ми беше дека структурата ми е малце нејасна, а тоа дека текстот не се разбира, и кога ќе прочиташ текстот не е дека има нешто многу паметно кажано, си стои тоа баш онака да речеме трап текст, само се рими мелодично наредени, што мене не ми смета воопшто, јас таа музика ја слушам, ја сакам, но би сакало слушам нешто повеќе. Ова е супер за старт. Ја, како што кажав, мене можеби најдобра песна, најуникатна, сигурно, можеби најуникатна од сите што сме ги пуштиле до сега на Пандамониум радио шоу од македонскава сцена, бидејќи е баш некако сама по себе си стои бар на македонскава сцена, па дури на балканската. Не знам како се осеќаш ти за тоа, некако си во свој лейн и би сакал да слушам што повеќе. И ми се свига дека од Куманово, ми се свига дека е на Кумановски. Не знам, може кога ќе се денега се слободи малце со коронава, да ја викнеме цела кумановска екипа, бидејќи некако цело време излагаат луѓе од Куманово, нови артисти кои не ги знаеме. До сега немало трап да факап во Куманово. Јас кога сум пуштал музика во Куманово, сум пуштал во некои комерцијални места, не сум свесен дека постои екипа која толку многу работи. И тоа е многу добро. Тоа сега ќе го кажав дека во последно време од Куманово, па со почетокот од Цајферот, нас ни беше тоа и од она интродукција. И како интродукција, да. Но се слагам и ете, доколку се појави некоја можност, се надевам дека стварно ќе имаме гостини, онака ќе можеме да збориме од каде, зошто и како онака си имат склопено во таква екипа каде што продуцираат сите заедно, бидејќи песнава конкретно е микс и мастерот е на Пикац, кој што е дел од таа цела Куманово екипа која што беше и дел од Куманово Цајферот. Така што, знаеш како интересно е дека Леопард, ја Леопард го следам и од подамна на социјални мрежи и има многу интересен стил за цртање. Гледам дека се занимава со општо со уметност и ми се свиѓа тоа. Можеби стварно е негови визуализациите од неговото вистинско име, така што како и да е добро е за почеток е повеќе од добро, мислам дека си е кој што кажа свое собствено. И да, текне време тоа цело време ќе се менува, бидејќи е музика, дека е жива материја и мислам дека ќе си го најде и тој звукот онака во целост и ќе го изошчи уште толку повеќе. Да се надевам, баш би сакал да слушнам и нешто повеќе. Дефинитивно чекаме и нека ни прати екипата. Иначе има и многу интересна екипа Роми од Куманово исто така која се вика Тим Јако. Така да Куманово ми е некако онака можеби најактивен трап град у моментов. Така го осеќам парови неколку месеци во овој период. Не го исклучуваме Куманово во ниеден случај. Big up за Куманово, big up за цела екипа. Тоа беше Леопард, Молто Бене. Ако ви се свиѓа звукот, зринете го спотот е next level. Big up за него. Нека ни праќа екипата од Куманово траки кога има следни. Ќе слушнеме две песни, остана уште две песни од МК сцената. Јако овие две песни се на англиски. Првата се вика Foreign Whip, Bulls the Kid и Ivan Blue. Bulls the Kid го пуштивме веќе. Исто и тие траки беа на англиски, јаде да слушнеме оваа, ќе ја прокоментираме и продолжуваме, идеме, може. Ivan Blue featuring Bulls the Kid, Foreign Whip.
be at the top. Tell a bitch where you lay at, yeah. Според тоа што слушнавме претходно од Bulls the Kid, тракава не ми изненади воопшто кога ја слушнав прв пат. Знам дека на Трајче му се допадна и реагираше кај нив на постот. Трајче денес идеме, ти прво даваш ревју, така да ќе почнеме, ќе продолжиме со тоа темпо. Повели. Знаеш како? Им скоментирав бидејќи тоа беше снипет и после кога ја слушнав песната онака и тоа останува. Мислам дека сега бидејќи немаме зборено со нив, не знам што се случува, но мислам дека Иван е продуцентот и Булс е раперот mainly, но сега овој пат мислам дека и Иван овде е во вториот дел. Мислам дека и тој рапува и морам да признам дека Булс онака како веќе кога сме во англиски во дикција и како звучи се до тоа е многу по вистинито, некако многу по природно изгледа него ли вториот дел. И првиот дел е феноменален, многу ми се свиѓа, певливо е. Неочекувано од некои македонски артисти и да, разбирам дека онака како тоа што го зборате во целост инспирирано од америчката сцена и не е наше, но тоа е. Го имаме кажано премногу пати, мислам дека они кога го прават тоа го прават свесно и мислам дека се во надпревар со сосема други артисти, а не со македонски. Мислам дека не се во никаков надпревар, мислам дека они таму влечат. Не, мислам надпревар, како смисла, ако они се угледуваат кон некого, се угледуваат кон тие, а не кон македонскиве артисти. Ама тоа е муаветот, брат. Значи мене ми се свиѓа, звукот ми се свиѓа, ама не може, како прво дечките се многу млади и бигап што прават музика и бигап што ни пишуваат, нас што ни праќаат, тоа е многу битно и контактираме со нив, со Bulls the Kid посебно. Замерката иста како прошлиот пат. Мене ми звучи добро, ама не ми се допаѓа текстот, воопшто не кореспондира со нив, со нас, со Македонија, па дури не кореспондира ни со Англија. Имав неколку искуства со американски артисти кои онака исто онака што се вика fake it till you make it, као и не мора да се од Македонија, се од Америка го прават тоа, го зборат тоа buzz down, foreign whip, па кај нас сите се foreign whips, нема фабрика за коли во Македонија, така да што и да возиш ти е foreign whip, така да нема врска тоа. Моето е што би сакал оваа мелодија, овој бит, оваа мелодија, овој рефрен, оваа структура да видам на македонски. Тоа ќе биде нешто уникатно, да не биде гасарски, туку да биде подшил, ама пак да не биде са возам Ауди дека е foreign car, него дај да видиме нешто. Дечките се млади, мислам дека се средношколци. Сакам да слушам нешто што со нив кореспондира, значи нешто што со нив резонира, нешто што им се случува секојдневно во школа. Ќе имаме матура, нема да имаме матура, не идеме во школа. Ковид, не можеме да излеземе. Многу би сакал да слушам песна некој млад дечко да збори за како се осеќа затворен или како се осеќа дека онака му фали да излага, му фали да се дружи. Дека тоа како слушам, мислам дека многу луѓе ќе се поистоветат со тоа, брат. И мислам дека ќе биде многу реално и ќе биде многу искрено и баш ќе биде 2021 срање. А ова е онака, ова е добро, но ке мене не проаѓа бидејќи е тотално не ме допира. Ја ова кога слушам за тој престана да ми се свиѓа оној артистот Тајла Јауе, кој што го опишував уште пред 2-3 години под радарот, што се работува со Post Malone, бидејќи кај него осетив дека она онака се тоа некои исти теми се вртат без врска, не е дека има некоја поента, не е дека е вистинито, не е можеби и лажно, но онака глупости се само дефиниција за празни муавети. Те сваќам, да. И знаеш како, мене тоа ми, например, и те сваќам тоа што збориш дека, но мислам дека проблемот со младите дечки е дека не се инспирираат од сопствените животи, туку се инспирираат да креираат музика од артистите од животот на артистите кои што ги слушаат. Точно. И затоа и од таму е тематиката они што ја прават. И да, се слагам дека тоа е грешка, дека тоа не е твојата реалност, дека твојата е малце поинаква. И те сваќам за тоа, но онака бидејќи е 2021 кога ќе им дам пас да прават. Но нормално дека не ги ставам на иста онака вага тоа и доколку направат нешто што ќе видам и што ќе увидам дека искрено и дека потекнува од нив. Дефинитивно, тоа би сакале да го слушнеме. Ова не е никаква критика, ова е само наш совет како постари, многу поискусни во музиката и луѓе што сакаме да слушнеме разновидни, како што може да видите уште почеток.
слушаме разновидна музика и презентираме тука. Сакаме да видиме нешто што не мора да е толку квалитетно, ама да е поискрено и да повеќе да се поистоветува со животот кој го живеете. Не само нив, не сите артисти, така да би ga продолжите да правите музика, само напред, немојте да ве обесхрабрува ова, али ако не прашувате мене и Трајче, би сакале да слушнеме нешто на македонски и нешто со пореална тематика отколку ова. Бидејќи ова го слушаме секојдневно од сите американски артисти, така да преби пуштил Тайла Јауе, него да ги слушам Bulls the Kid и Иван Блу или Post Malone или Sway Lee или 24K Golden или било кој. Дека едноставно го прават подобро тоа. Факт. Одиме со последната трака, ни ја прати денес Алекс. Две unknown имиња, Габриел и Констанца. Ова не е хип-хоп, ова не е трап. Интересен е звукот, алтернативен, влечен кај афробит, влечен кај поп, влечен кај латин малце, исто така е на англиски. Ајде да слушнеме, па ќе прокоментираме. Ова се Габриел и Констанца. Траката се вика Кози. Ни ја прати денеска Алекс, уште наш биг ап до неа. Мене искрено ова ми се свија искрено, онака не е звук кој што кореспондира со Пандамониум радио шоу и најчесто тоа што го пуштаме, но до некаде и е, така да интересна соработка кога би слушнал вакво нешто на македонски со непретенциозен текст како што е овој. Значи да не се глупости. Мислам дека би било целосно комплетно освежување на таа алтернативна поп сцена и се надевам дека ќе го слушнам набрзо бидејќи 2021 година да е ајде малце со модерен звук. Трајче? Исто. Знаеш како? Сега се плашам да го искористам зборот, се слагам, пошто ќе ме роустаат у коментари. Уште кога ми го прати ова Алекс, го слушнав и знаеш како ми се свиѓа, но не е нешто што би го слушал ја на дневна база. У смисла, такво е певливо, е малце е попиш, но не е нешто, например, што мене би ме го патило. Тебе те сваќам зашто, например, би ти свиѓало тебе, бидејќи не е претенциозно, бидејќи е такво лоуки, смуте, но ти слушаш афромузика, слушаш латино музика и мислам дека и од таму потекнува она. И твојот слух онака за такво нешто и за поише да резонира тоа со тебе. Кај мене не е тоа така, но го гледам квалитетот онака го гледам квалитетот во песнава и ми е добра. Но не е нешто што, например, јас би можел да го слушам. Додека ако врти нешто во позадина, например, и се погоди оваа песна, нема да ја скипнам, разбираш? Но тоа е тоа. Мислам дека не би се сетил, например, да чекај да ја пуштам песна. Мислам дека не е тоа мој стил, не е нешто што ја би го слушал на дневна база или да ми е мене во постојано во ротација, но е квалитет. Точно, иначе Констанца е од Македонија, Габриел е од Do Young колективот од Будимпешта, така да интернационална соработка, претпоставам дека и за тоа е на англиски. Иначе тракава е unlisted на YouTube, не знам зашто. Можеби ако ја направат паблик Габриел заприка Констанца, Кози се вика. Ако ви се допадна, пишете ни, може да ви го пратиме линкот и ако е unlisted, да ја слушнете. Со тоа завршивме со македонската сцена, како што можете да слушнете, имавме разновина сцена, заглавивме доста повеќе што требаше, али имаше и многу што да кажеме за траките, многу ни мило кога има македонска сцена и кога може да збориме повеќе за македонски траки. Мило ние што се случи овие потенцијални соработки во чет, Big Up Maximus Vandal, Курчо, Облак во сукње и Бибич, кои договорија некои соработки. Курчо праќа битови на луѓето free to use, така да одлична емисија, се надевам дека ќе има позитивни последици или outcomes од истата. Тука стигнавме до крајот на Пандамониум радио шоу број 27, некако време во летна, не осети дека идеме волку повеќе што требаше, али тоа значи дека сме имале квалитетна емисија. Пред да завршиме, мора да даеме респект, исто како што претходниот пат дававме омаж на House of Balloons од The Weeknd. Денеска славиме 10 годишнина од легендарниот албум на Wiz Khalifa насловен Rolling Papers, кој излезе точно на денешен ден пред 10 години, еден албум со кој јас лично израснав и онака четврта средно, прва факс ми беше постојано во ротација, ми беше химна, секоја песна ми беше химна и се уште ми е химна за тој период, ми прави ненормален троубек
назад ме враќа буквално во времето, ме враќа во четврта средно пролет кога се проложи денот, кога беше сончево, за да ги знам чувствата што сум ги имал, знам што сум правил, точно знам, слики ми се појавуваат кога сум го слушал албумов. Така да за мене ова е еден од најважните албуми за мене лично, нешто слично како Kids на пример од Мек Милер. Исто така мислам дека е многу значаен и за целата нова генерација која се појави со почетокот на новата декада, бидејќи овој албум некако, иако не звучи трапиш, го донесе тој нов мувмент на сцената, нов начин на облакање, нов пристап кон музиката. Многу беше почил, се сеќавам уште тогаш кога се дружев со раперите, кога слушав Wiz Khalifa и се облакав со онакви кремасти какис и малце потесни мајци и снепбекс. Онака сите ми се смеја како шо е ова педерска музика, ваква музика, таква музика. Но мене многу ми се допаѓаше и верував во неа и знаев дека тоа е едноставно и токму поради тоа уште од сам старт ја слушам, ја промовирам и се залагам онака безкомпромисно за неа. Трече као зозекеш ти за Wiz Khalifa и за Rolling Papers, бидејќи славиме 10 годишни на денес. Легендарен албум. Знам дека тебе ти е многу побитен него ли мене што ми е, но ја исто кој тебе го памтам онака моментот кога искочи и кога го слушнав ова, бидејќи овде веќе бев закачен на Currency, го слушав New Jack City, слушав се онака и преслушав многу постари ствари од Currency. И бидејќи тие се овде многу блиски соработници, ова беше прв major release онака. Rooftops уште ми се врти мене у глава, брат. Rooftops, за луѓе што не знаат, Rooftops е песна на која што гостува Currency овде. Ја слушаме денеска трета е последна. И онака као уште имам сеќавање бидејќи на овој проект онака се најдоа многу песни кои што го ставија Wiz Khalifa таму каде што е. Години подоцна се уште се вртат и онака ако се пушти ден денес, мислам дека тие луѓе кои што пораснале во тоа време ќе имаат многу јака реакција на неа и нема да може да останат рамни на тоа. Јас сум еден од нив. Ако на пример албумот на The Weeknd, односно микстейпот House of Balloons имаше друго значење, тој повеќе има значење за звукот, тој има значење неколку години подоцна, мислам дека овој албум конкретно има и можеби ја одбележува таа година, еден од албумите кои одбележаа 2011. Еве се ежам кога зборам за тоа. Значи On My Level, Roll Up, Black and Yellow, да не правиме муавет, као тој период ова беше химна на сите млади луѓе, на сите од 15, 16 до 20 во Македонија, не знам дали постарите од 18, 19 го знаеа Wiz Khalifa, но во светот тоа беше музиката што се пуштала во коледж кампуси, на забави, низ целиот свет и мислам дека поради тоа го има тој момент на throwback, тој момент на носталгија, те враќа во одредени моменти кога си го слушал овој албум или сингловите од овој албум. Инаку, конкретно по повод 10 годишнината се појави делукс издание со 4 или 5 нови песни, но тука се тие се веќе познати песни Black and Yellow ремиксот со Juicy J, Snoop Dogg и T-Pain, која дамна ми беше мене во ротација, едно време беше повеќе во ротација од оригиналот. Middle of You, Stoned и Taylor Gang, химната на Taylor Gang, така да навратете се на албумов, јас се навратив викендов и почнав да пишувам текст при крај, ќе го објавиме таму среда четврток. За мене е еден од најзначајните албуми, како што кажав. И мислам дека за било кој човек кој пораснал во оваа ера и слушал таква музика, го слушал Дрейк, го слушал Kanye, го слушал Wiz Khalifa и слушал тоа што следува тек и она почнал да навлага во тие трап води, кои што се уште не биле дефинирани како трап води, но следната година го слушнал Rick Ross, Port of Miami и се тоа што следувало. Мислам дека и MMG деновите и се проки. Мислам дека ова било онака стартната точка за тоа. Многу работи смени. Taylor Gang онака беше, иако не беше оригинално дело, мислам дека тоа беше онака луси пуштена на интернет со рандом спот. Да. Сите тие песни придонесоа онака за тоа движење нас младите да не натерат да гравитираме поише кон таа музика. И сум вечно благодарен за ова. А и од друга страна и не беше толку за трнапот колку што на пример во почетокот ми се свигаше таа музика и бидејќи се тргна од Currency, а Currency не е трнап артист, туку е баш мелоу, чиле и после самиот проект ми ја покажа и другата страна на се во ова. Нормално Rolling Papers во тоа време јас сум бил многу мал и се уште не сум ги правил нормално кога не сум ни можел да ги правам тие работи кои искочил од 2011, сум имал 16 години, но
работава е дека енергијата онака многу добро се пренесла на мене ко многу помлад и едноставно као тоа останало со мене и мислам дека онака ќе опамтам овој албум кој еден од најважните од таа ера. Дефинитивно се слагам со тој ќе завршиме денешното издание. Текстот ќе стигне до новиве, ќе слушнеме 3 песни од Rolling Papers, еден од најзначајните албуми за претходната декада, за оваа нова ера на хип-хопот во која се уште живееме, до кога ќе видиме, тоа е тема за друг пат. Ќе слушнеме 3 траки, When I'm Gone, The Race и Rooftops. Значи не ги слушаме веќе познатите синглови, него онака трите други најдобри песни, When I'm Gone и интро, и кога ќе го слушнам ова пијано, се ежам секој пат кога ќе го слушнам, бидејќи знам кај ме носи на trip down the memory lane, така и го почнам и текстот, така да фала ви многу што не слушавте до крај. Big up до сите на Mixlr, big up до сите што не слушате, не читате. Стварно сме благодарни за поддршката и респектот кој го добиваме. Ние сме тука да продолжиме да го правиме ова. Јас сум Мари Скреч, тоа беше Activity. Јас ја правам одјавата денес. Идеме со Wiz Khalifa, The Race, When I'm Gone, The Race, Rooftops и се слушаме повторно нареден понеделник. Поздрав! Поздрав екипа!